Dobar den, dragi učenici. Јас сум оделенски наставник Ирена Ангеловиќ од Основно општинско училиште Кочо Рацин Куманово. Добродојдовте на часот по математика за трето оделение. Денеска заедно ќе повториме за 2D форми, односно геометриски форми и ќе вежбаме препознавање, цртање и набројување на страни, темиња и агли кај 2D форми. Образовни цели на овој час се да се подсетиме и да ги утврдиме знаењата за 2D форми, да набројуваме, препознаваме, опишуваме и цртаме 2D форми, да ги разликуваме 2D формите според број на страни, темиња и агли, да ги именуваме 2D формите според бројот на агли. Ајде сега да го погледнеме следниот слајд. Што забележуваме? Забележуваме 3 дечиња. Секое дете во рака има слика. Првото дете на сликата има сонце. Второто дете на сликата има знак стоп. И третото дете на сликата има знаме. Дечињата ги прашуваат своите другарчиња. Со кои 2D форми треба да ги поврзат сликите? Децата размислуваат и одговараат. Знакот стоп има 8 страни, 8 темиња, 8 агли, значи е осумаголник и го поврзуваме со 2D форма осумаголник. Сонцето не потсеќа на круг и го поврзуваме со 2D форма круг. И знамето има 4 прави агли, 4 страни и 4 темиња, значи е правоаголник и го поврзуваме со 2D форма правоаголник. Ајде да се подсетиме кои форми ги викаме 2D форми. 2D форми се форми кои се дел од рамнина и тие не зафаќаат простор. 2D форми ги викаме оние форми кои имаат 2 димензии, должина и ширина. Од дадените слики заедно можеме да се подсетиме и за елементи на 2D форми. Елементи на 2D форми, односно геометриски форми, се теме, страна и агол. Важно е исто така да се подсетиме и да запомниме дека 2D формите ги именуваме според бројот на агли. На следниот слајд, ако внимателно погледнеме, ќе забележиме сликички од 2D форми. На првата сликичка имаме 2D форма која што има 4 темиња, 4 страни и 4 прави агли. Значи, ќе се вика правоаголник. На втората сликичка имаме 2D форма која нема страни, нема темиња и нема агли. И ќе се вика круг. Продолжуваме понатаму. На следната слика забележуваме 2D форма која што има 3 темиња, 3 страни и 3 агли, значи ќе се вика триаголник. На втората сликичка забележуваме 2D форма која што има 4 исти страни, еднакви по должина, 4 темиња и 4 агли, значи ќе се вика квадрат. Освен овие 2D форми, правоаголник, квадрат, круг и триаголник, има и други 2D форми. На следнава слика гледаме други 2D форми. Ако ја разгледаме првата внимателно, ќе забележиме дека има 5 страни, 5 темиња и 5 агли, значи ќе се вика петоаголник. На втората сликичка имаме 2D форма која што има 6 страни, 6 темиња и 6 агли, значи ќе се вика шестоаголник. Продолжуваме понатаму. На следната слика
Забележуваме 2D форма која што има 8 темиња, 8 страни и 8 агли и ќе се вика осмоаголник. Заклучуваме и утврдуваме дека 2D формата се именува според бројот на аглите. Исто така, кај сите 2D форми, бројот на страните е ист со бројот на темињата и бројот на аглите. Ајде, дечиња, сега да повториме што научивме на овој час. Под 1. Кои форми ги викаме 2D форми? Под 2. Кои се елементи на 2D форми? Под 3. Ајде да ги наброиме 2D формите кои ги учевме на овој час. Под 4. Колку страни, темиња и агли има триаголник? Под 5. Колку страни, темиња и агли има квадрат? Знам дека знаете, бидејќи учевме и на претходниот час и денеска, повторивме и утврдивме се што научивме за 2D форми. Под 1. 2D форми ги викаме оние форми кои имаат две димензии, должина и ширина. Под 2. Елементи на 2D форми, односно геометриски форми, се теме, страна и агол. Под 3. На овој час ги учевме следните 2D форми: правоаголник, квадрат, круг, триаголник. Под 4. Триаголникот има 3 страни, 3 темиња и 3 агли. Под 5. Квадратот има 4 страни, 4 темиња и 4 агли. Браво, дечиња, продолжуваме понатаму. Под 1. Која 2D форма нема страни, темиња и агли? Под 2. Како се вика 2D форма која има 4 страни, 4 темиња и 4 агли? Под 3. Која 2D форма ја викаме петоаголник, шестоаголник и осмоаголник? Под 4. Според што ги именуваме 2D формите? Под 5. Што заклучивме за 2D формите? Знам дека знаете. Под 1. 2D форма која нема страни, темиња и агли се вика круг. Под 2. 2D форма која има 4 страни, 4 темиња и 4 агли се вика правоаголник. Под 3. Петоаголник е 2D форма која има 5 страни, 5 темиња и 5 агли. Шестоаголник е 2D форма која има 6 страни, 6 темиња и 6 агли. Осмоаголник е 2D форма која има 8 страни, 8 темиња и 8 агли. Под 4. 2D формите ги именуваме според бројот на аглите. Под 5. Заклучивме и дека кај 2D формите бројот на страните, темињата и аглите е ист. Бидејќи повторивме се, утврдивме, заклучивме, ни останува уште да ви дадам домашна задача за 2D форми. За домашна работа задачи за 2D форми. Под 1. Нацртај ги во тетрадка сите 2D форми кои ги спомнавме претходно. Запиши го нивното име и колку страни, темиња и агли имаат. Под 2. Во програмата Paint да повежбате цртање на истите. Ви благодарам за вниманието, поздрав и довидување до некој следен час. До гледање, ученици!